Здраво на сите. Викенд нешто по 18 часот, што значи време резервирано за листа за 300 квиз кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Сите сме подготвени, па да не ви го губам времето ниту на нас, ниту на вам, да ги повикам веднаш оние кои што треба да седнат во нашите надпреварувачки кабини. А сега го прво ќе ги повикам денешните домакини, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Далибор и Златко. Повелете. Ке беше добро, замисли. Имам еднаш така на телевизија направено, глупост ме подсети сега. Не е важно во која емисија и која водителка беше, излажирав, купив капсула вештачка крв. Случајно во Грција. И ми текна цело време низ морето, таму пазете на скалите, пазете на скалите, пазете на скалите. Викам, ајде ќе излезнам, со ова ќе направам фора. Так, демек се лизгам, паѓа ми крв, гледа кога се дигна паника. После ми беше криво што направив таква глупост. Камерата не го фати моментот, а паниката беше вистинско цело студио, стопираа, пустеа, правеа додека да објаснам и така. Нема везе. Важно било интересно. Па мене ми беше интересно. На другите не беше толку. Никој хаос направив. Ама тоа е што е. Да видиш. Мора да има. Да. Така години. Убави времиња. Нема везе. Луди млади. Како сте вие денеска? Одлично. Сепкупно до сега ми земавте 400 евра, првата емисија 300 евра, втората 100 евра. Малце си освеживте сеќавањето во врска со Сега веќе. женатите испеат дома? Да, добро. Да, така. Не збори, чути. Кажи, чуди, не збори тоа. Да молчиме. Ништо. Сега, како што рече ти на киркичките, може би е време да ги навратиме назад во времето, нели да почнеме да им ги читаме тие приказни. Не сме ние криви, треба внуци да дојдат и ќе почнеме да читаме и ќе Ете готово, така е, све сопа. Ништо е, па внуци доаѓате побрзо. Домакини, минатото издание, уствари пред минатото, ви ветив дека ќе ви ставам и вентилаторче во кабината. Сега веќе имате вентилаторче таму. Се надевам дека ќе оседите температурна разлика кога ќе влезете. Не го дува знањето само. Еј, тоа не помислив на тоа. Ништо, вака ќе влезете. Вака ќе влезете, ќе држи да не го дува. Домакини, се надевам дека ќе ви биде попријатно и дека ова ќе биде плюс дополнителен стимул за предизвикувачите да дадат се од себе за, нели, со цел да променат кабината. А сега домакини, ако сте подготвени, треба да поздравиш некого. Поздрав до фамилијата, сопругата, синот и ќерката. Ете, така. Поздрав до сестра ми и нејзината фамилија и до сите што ме знаат и што навиваат за мене. Исто голем поздрав и од мене до нив. А сега домакини, може да влеземе во домакинската кабина? Може. Повелете. Само закопчете се да не смрзнат. А денеска, надпреварувачкиот парк кој што ќе проба да ги симне од тронот, односно да ги натера да излезат од домакинската кабина Далибор и Златко, се двајца млади момци со име Андреј и Павел. Повелете. Здраво, Андреј. Здраво. Како сте? Така, супер сте наместени. Расположени за игра? Да. Прв пат сте ми во листа за 300, ако не се лажам. На почетокот преска ве прашав дали имате некакво телевизиско искуство со во звон ми кажавте сте биле на времето неколку пати. Одлично, значи не ви е непозната оваа атмосфера. Но, ја сепак да ве прашам, трема дали имаме нешто, дека сепак ново нешто? Не. Супер. Одлично. Ајде на кратко да ве запознаеме, Павел. Јас сум Павел Стојковски, матурант. Сега се запишувам на факултет филозофски. На филозофски факултет, одлично, супер. Подготвен си за се она што те чека сега понатаму во животот, дека, како да кажам, како мене ми беше барем како еден пресек во животот, кога завршив средно и кога почнав факултет, како тука детството да ми заврши. Во тој момент, ако бе полнолетен и полнолетен, ама баш во тој момент како детството да ми заврши, како да стана веќе премина во една друга фаза од животот. Ке ми кажеш понатаму дали тебе така ти било? Сега се уште тази. Јас сум Андреј Митев, доаѓам од Скопје, исто матурант, се запишувам на економски факултет, се надеваме. Супер, одлично. Да. Браво се. Ни предстои убави иднина со вакви момци кои што ете. Имаат и учествуваат и во квизови, но исто така работат и на своето знаење на едно повисоко ниво. Со многу ме радува. Павел и Андреј, дали сте подготвени за денешното издание на листа за 300? Подготвен, да.
Дали имате некоја омилена тема? Не одговаряйте ова прво да фатам на трик, да видам како стоите. Значи вака, бидете внимателни, немојте да брзате во текот на квизот, значи времето ви е сојузник доколку ви да одговарате. Не брзете, консултирајте се меѓусебно за да не направите некоја грешка. И тоа се оние совети кои што ја можам да ви ги дадам. И разговарајте слободно додека сте во кабините, противниците не може да ве чујат, а кога зборувате гласно, веруете самите подобро можете да размислувате и да си ги тестирате нели одговорите. А сега, Андри Павел, да не сакате да поздравите некого? Па домашните, Да, пријателите. до фамилијата. Тоа е Тоа како другарите и сестра ми во публика ше. Да, поздрави до сестрите во публика. Кажи дома знаат дека сте дојдени? Знаат. Да. Некои дека кријат, па потпосле им кажуваат како изненадување. Одлично, голем поздрав е ви од мене до вашите и до сите оние кои што ве следат и навиваат за вас. А сега, предизвикувачи, време е да влезете во предизвикувачката кабина, повелете. Далибор и Златко, односно Андреј и Павел се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, сите заедно да ги провериме дали функционираат онака како што треба за да продолжиме понатаму со нашиот квиз без никакви проблеми. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините, а Андреј и Павел дали се слушаме? Да. Немаме никакви пречки, така јасно ме слушате, секако што треба. Во продолжение, ако имаме некаков технички проблем, веднаш да ми сугерирате, за да го решим истиот и уште еднаш ќе ви повторам доколку нешто не е јасно, не ме слушнете како што треба и така натаму, не е важна причината, слободно да ме прашате. Важи? Да. Сега ги исклучиме и вашата кабина, за да провериме кабината на вашите противници. Дали Борис Златко, дали се слушаме? Да. Се како што треба, така? Да не е многу ладно. Не, супер. Не, одлично. Не, добро. Значи вентилаторот не работи како што треба. Мислам ладно дека ќе ви биде. Доваре. Ако може, ако се во ред да започнеме, може? Може. Супер. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини. Сега може да започнеме со првото надавање, односно првата лицитација, а темата за истата гласи. Зборови што завршуваат на тар, односно ТАР. Бараме зборови кои завршуваат со буквите тар и кои се содржат во македонскиот дигитален речник. Се прифаќаат сите видови на зборови. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании, народи и слично. Дали Борис Златко, дали не е јасна темата? Да. Андреј Павел, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека при првата лицитација први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Во таа улога денеска се Андреј и Павел. Ке ве замолам да исклучиме кабината на домакините. А Андреј и Павел, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 5. Започнуваме со 5. Добро. 8. 8. 10. 10. 11. Едно повеќе, 11. 12. 12. 12. 15. 15. 18. 18. 20 заокружено. Заокружуваме на 20. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. Нека одговараат. Да одговараат. Дали Борис Златко? Имаме тука 25 празни полиња кои што треба да ги испишеме со зборови кои што завршуваат на тар, односно ТАР. Доколку сакаме нели да го освоиме првиот поен и да бидеме во блага предност од нашите противници. Кога ќе бидете подготвени? Да. Може да започнете. Ајде. Метар. Метар.
Така е, точен одговор. Сантиметар. Сантиметар. Сантиметар или сентиметар? Сантиметар. Така ќе биде втор точен одговор за Далибор и Златко. Километар. Километар. Така е. Милиметар. Милиметар. Микрометар. Микрометар. Така е. Нанометар. Нанометар. Така е. Добро. Литар. Литар. Точен одговор. Хектолитар. Хектолитар. Така е. Децилитар. Децилитар. Дециметар. 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 Така е. Добро. Хектар. Хектар. Така е. Нектар. Нектар. Тоа беше она што какаат пчелите, така? Да. Така е, точен одговор. Ветар. Ветар. Така е. Лекар. Не. Чека да видиме што ќе кажат, извини, од жири. Да, само момент. Жири, дали помина кај вас одговорот или грешка? Жал ми. Ги слушнав кога река, да. О, Далибор и Златко. Тар, лекар, ар и... О, влере, добро. Ништо не е готово, знаете и самите. Ова беше, да, може би заморот, веќе трет пат сте ми тука. Може би јас сум бит досаден веќе во листар за 300, па викате, ајде. Никако, кажи. Малку опуштање и не треба. Да, ете тоа сакам да кажам, малце ете човек ќе се опушти и тоа е тоа. Концентрацијата е многу важна во овие моменти. Искуството е на ваша страна, ништо. Не ви е ништо готово, знаете и самите, знам дека повеќе ви е криво што на вака лесна тема, што ги знаете, одговорите, кикснавте, знам дека тоа е проблемот, а не што е резултатот во негатива. Но, немате гајле, не се разочарувајте, имам уште една лицитација, така е. Андри и Павел, добро излезе на крај работата, мала деконцентрација кај вашите противници и тоа резултираше со поен за вас. Со здравје и на здравје, првиот поен во листа за 300, но исто така не се опуштајте премногу, имам уште една лицитација, знаете и самите дека можат работите веднаш да се променат, но сега ще да слободно да се прославите за првиот поен во листа за 300 и нека се множат. А зборови кои што завршуваат на тар, ќе прочитам уште неколку, па потоа се силиме на второто надавање. Тук имаме аватар, преска што спомна Далибор, потоа аерометар, амперметар, амфитеатар, анемометар, пола од овие ја не знам што значат, искрено. Добро, анкетар, билетар, барометар, бистар, блесометар, буџетар, ветар, ифтар, јантар, кантар, мулиштар, мускетар, најстар и така натаму. А сега, драги гледачи, како што реков, време е за втората лицитација, лицитацијата која што ќе одлучи за судбината на овие надпреварувачки пара, барем кога станува збор нели за листа за 300. Па затоа да не должам повеќе. Темата за втората лицитација гласи: најголеми градови во државите Обединето кралство, Шпанија и Франција според број на жители. Извор – сајтот на преглед на светската популација. Бараме имиња на градови во Обединетото кралство, Шпанија и Франција кои имаат повеќе од 100.000 жители.
Мислам дека е јасна темата. Далибор и Златко, Да. Андри, Павел, можам во сам старт да ви кажам дека вакви градови комбинирано во овие три држави има повеќе од 100. Имат избор ако малце, нели? Знаете, да не ви се мешам и да не калкулирам сега со останатото. Ако не е јасно се за темата, знаеме дека први со надавање при втората лицитација започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Далибор и Златко. Ќе ве замолам да исклучиме предизвикувачката кабина, а Далибор и Златко кога ќе имате понуда споделете ја со нас. 10. 10. Започнуваме со 10. 15. 15. Обединето кралство, не Англија. И Шкотска и Ирска. Да. Значи под Обединето кралство сите што спаѓаат. Не само Англија. Да, не само Англија, не. Добро. Колку? 15. 15, 17. 17. Значи, тоа разговарав со вашите противници, станува збор за Обединетото кралство, не за Англија, само туку за Обединето кралство, кои влегуваат Шкотска, нели како беше Ирска дел и така натам. Последната е 17 понуда. 20. 20. 22. 22. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. Нека одговараат. Да одговараат. Ајде да видиме повторно дали истата стратегија ќе се исплати, ќе го донесе истиот резултат. Но мислам дека Далибор и Златко се ќе дадат се од себе, нели, за да проба да го изедначат резултатот и да си ја барат среќата или паричната шанса веќе на пенали. Далибор и Златко, 29 празни полиња кои што треба да ги испишеме со оние најголеми градови од Обединетото кралство Шпанија или пак Франција, односно оние градови кои што имаат над 100.000 жители. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Ајде Мадрид. Мадрид. Неговиот Мадрид. Него така е, Мадрид. Точен одговор. Добро, сега е мојата. Главниот град на Франција. На Италија. На Италија. Така е, точен. Ајде Барселона. Барселона. Уште еден град од Италија. Барселона, прекрасната Барселона, имав таа чест да отидам да прошетам и прекрасен град. Прекрасен. Валенсија. Валенсија. А оно што ми остави најмногу впечаток е дека целиот град беше адаптиран за лицата со посебни потреби. Беше, според мене, најдобриот град за живот на лица кои што имаат, нели, потреба. Да продолжиме, и Валенсија точен одговор. Севиља. Севиља. Така е. Билбао. Билбао. Уште еден шпански град, точен одговор. Сан Себастијан. Сан Себастијан. Кој клуб беше таму? Реал Сосиедад. Реал Сосиедад. Те слушам преска кога разговарат. Те слушам, вика Сосиедад, кој каже, вика, кој град се Сосиедад? И после се поправи. Сарагоса. Сарагоса. Сарагоса, га ја сагате. Сарагоса, веќе седми точен одговор. Овиедо. Само момент. Абе, голем град Овиедо. Фудбал. Овиедо. Сега се управа лига. Овиедо, точен одговор. Виго. Виго, Виго на Атлантикот. така е. И тука уште еден на Атлантикот што е
Сега, ајде да идеме малце на Англија. Ајде малку на... На островот Додиме. Ајде. Лондон. Лондон? Грешен одговор. Да. Кој е тој градот? Лондон? Ајде вториот Така. по големина Бирминген. Бирминген? Така е. Манчестер. Манчестер? Юнайтед или Сити? Како сакаш паметен да се направиш? Ни едните ни другите. А излегаш глупо од целата ситуацијата, да. Ни едните ни Ни другите. едните, ни другите. Манчестер точен одговор. Ливерпул, моите. Ливерпул, да, ти си Ливерпул. Да, да. Ливерпулиста. Така е точен одговор. Да. Добро. Мидлсброу. Мидлсбро. Што мајка бараш на север пати? Да, точен одговор. Глазгов. Глазгов, со Глазгов. Ја поминуваме онаа половина. Имаме 15 точни одговори. Кардиф. Кардиф, само момент, така е. Ајде малце у Ирска, Белфаст. Белфаст. Така е. Ајде Франција малку, Париз. Одиме веднаш со малечкиот Париз. Така е точен одговор. Ајде Монпелје. Монпелие. Монпелие. И Монпелие е точен одговор, само да го запишеме и да биде регистриран тука. Така е. Марсеј. Марсеј. Да е големото пристаниште. Да. Имав многу голема желба да одам таму, се додека не сретнав неколку луѓе кои што биле и живееле таму, ми рекоа, брат, ако некој град не треба да одиш, Марсеј е тоа, да. Да, и јас тоа го имам слушнато. Да, сите ми кажа дека не го биваат као град, а толку убаво изгледа на телевизија кога гледаш по серии, по филмови. Ама, Да. другаче била Тоа е сликата. само магија. Да, така. Ница Ница. на Азурна обала. Е, тука веќе биодал. Да, точен одговор. И немој да пропуштиш ако не си бил. Не сум бил. Сум ја немал таа прилика, ама ќе одам. Да одиш, Како и да, да имам одиш. план за војнина. Ајде Страсбур. Страсбург, е, тука сум бил. Можам да се пофалам. Така е. Добро. Бордо. Бордо. Оф, тегет, извини. Бордо, така е, точен одговор. Лил. Лил, Се боим се Бордо, Лила, Лиле. да. Лил е точен одговор. Бордо, Лил. Ленс. Ленс. Така е. Сент-Етиен. Сент-Етиен, така рековме. Да, Сент-Етиен. Точен одговор и Сент-Етиен. Добро. Чекам да ми се испише тука, ама не ми работат прстите магичните. Дувни. Чекай да ги заграм вака. Тоа е тоа. Ме претрка. Уште 3 ни требаат. Да, добро. Нант. Нант. Да. Не знам зошто, ама отсегаш Нант ми звучал како бренд за цигари. Така нешто како пушачки бренд, не знам зошто, така. Нант. Добро. Еден од поголемите во Англија, Нотингам. Нотингам. Нотингам, да. Нотингем е 28 точен одговор. Кој ќе биде 29-тиот? Ај, кажи. Саутемптон. Саутемптон, чекај. Саутемптон и исто така се наоѓа на оваа листа за 29 точен одговор за Далибор и Златко. И сега веќе, драги гледачи, започува интересната битка, односно пеналите. Андреј и Павел сега ќе имаат шанса да
ја приграбат и својата прва победа, но секако тука се и Далибор и Златко кои што ќе направат се да се ја задржат оваа позиција, односно да обезбедат учество за следното издание на нашиот квиз, а во меѓувреме и да си освојат и парична награда. Кој ќе биде поуспешен, ќе дознаеме во продолжение, откако ќе прочитам уште мал дел од овие градови во Обединетото кралство Шпанија и Франција. Имаме Обединето кралство, не ги кажавме, Блекбурн, Вест Бромвич, Вотфорд, Йорк, Кембридж, Ковентри, Лестер, Лиц и ајде Оксфорд, тие нека се што ќе ги издвојам вака. Од Шпанија Аликанте, Билбао, кои ги кажавме сега, Гранада, Елче, Лас Палмас, Памплона, знам дека го спомнавте, Палма, Малага и така натаму. Од Франција ги имаме Авиньон, Анжеја, Бордо, кажавме добро, Кан, Леманс, Лимож, потоа Нанси, Мец, Рен, Руен, кажавме Тулон, Тулуз, Шамбери и така натаму. А сега, драги гледачи, време е за пеналите. Пеналите ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе си обезбеди учество во следното издание на нашиот квиз. И исто така ќе има шанса да си освои парична награда. А темата за денешните пенали гласи: општини во Македонија чие име завршува со буквата О. Бараме имиња на моментални општини во нашата држава чие име завршува со буквата О како Огнена. Ако општината е со име од два збора, се смета последната буква од вториот збор. Далибор и Златко, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Андри Павел, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Драги гледачи, јасно ви е веќе правилото дека први започнуваат со одговарање на пеналите, ковните предизвикувачи, одговараме напоредно едните па другите, се додека некој не погреши. Кабините се вклучени во текот на целата игра, што значи ќе треба да бидат внимателни нашите надпреварувачи да не си ги откријат одговорите меѓусебно. Па, време е да започнеме. Бараме општини во Македонија чие име завршува со буквата О. Андри Павел, дали го имаме првиот одговор? Тетово. Тетово. Тетово, прв точен одговор. Валандово. Валандово. Да си го каже неговото место. Така бе. Валандово е точен одговор. Идризово. Идризово. Ако не се лажам, Идризово нема да одиме веднаш ке следните, ништо не годово, немам Идризово општина, брече. Далибор, Златко. Босилово. Босилово. Босилово, точен одговор. Далибор и Златко уште еднаш успеавте на пенали да се вратите во игра и да си ја приграбите победата. Честитки за вас, за кратко ќе се дружиме на главната сцена, но морам да им се обратам на младите дечки Андри и Павел кои што покажаа храброст и знаење и заслужија уште многу пати да бидат дел од листа за 300. Ја на сите што им кажам што се првпат во нашиот квиз. Многу важна работа е искуството тука. А искуството го градиме и го добиваме само преку учество. Така, денеска што туку се набилдавте со искуство плюс, кој што ќе ви има огромно значење за понатамошните учество во нашиот квиз. Ја би во охрабрил само да се пријавите во блиски дни на повторно, затоа што имате капацитет кој што треба да го покажете на останатите. Фала ви за учеството, браво за храброста и се гледаме во следна прилика. Договорено? Да. А Далибор и Златко, за кратко ќе ве повикам да ми се придружите тука на главната сцена, но пред да го направам тоа да ги прочитам оние општини во Македонија чии име завршува со буквата О. Тука ги имаме Арачиново, Берово, Босилово, Валандово, Василево, Градско, Делчево, Желино, Зелениково, Кичево, Кратово, Крушево, Куманово, Липково, Лозово, Неготино, Новосело, Пехчево, Тетово, Чешиново, Облешево и Чучар Сандево. Тоа се оние 21 општина кои што чие што име завршува на буквата О. А сега, драги гледачи, време е да видиме што ќе направат Далибор и Златко во продолжение. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата.
Дали Борис Златко ми се придружија тука на главната сцена. За кратко ќе ги соочам со темата, но знаете, може дека претходно треба да прошетаме низ нашата листа, чисто да се потсетиме како стојат работите на листата. Таа е составена од 15 празни полиња, кои што треба да ги исполниме со точни одговори доколку сакаме да освоиме максималната сума, тоа веќе го знаете. Јас го зборам се тоа механички, а на сите вас ви е добро познато. Како и да е во меѓувреме, за 3 точни одговори вас ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15, како што добро знаете, си заменувате со парична награда од 300 евра. А сега, една спортска тема за вас двајцата. Ова е најкиот спорт што може да постои. Слушајте вие добро, драги гледачи, денес го тестираме нашето знаење на тема држави кои имаат своји шахисти во ФИДЕ ранг листата на 100 најдобри на светот. Бараме имиња на држави кои имаат шахисти кои се меѓу првите 100 најдобри шахисти на светот според ФИДЕ. Некои имаат само по еден, некои и повеќе од 10 на таа листа. Значи вака, ги бараме државите. Добро. Да. Кои што се нешто помалку од 30, кои што ги имаат најдобрите 100 шахисти во светот. Од разбирливи причини. На оваа листа ќе ви кажеме како дел помош да не направиме кикс. Русија. Не се Русија и Белорусија. Значи не се испрани се, да. Затоа ќе ви кажеме слободно дека на оваа листа има 28 држави кои што ги, како да кажам, произведуваат 100 најдобри шахисти во светот моментално. Некои имаат по само еден шахиста на оваа листа, а некои имаат и по повеќе од 10. Добро. Да. Ајде одиме. Индија. Индија. Индија е една од оние држави или втора е на оваа листа со 11 шахисти. Машала и точен одговор. Младиот од Норвешка. Да. Норвешка? Норвешка. Немат ли тие скандинавските шетки? Абе тој беше шампион против Japana. Ево. Норвешка има само еден представник на оваа листа, ама тој еден е многу вреден затоа што е и шампион, така. Точен одговор и Не, чекај. Македонија. Не. Се, ми имаме добри шахисти, но за жал немаме меѓу првите 100. Од Советски сојуз поранешен, само тука беше Русија И Белорусија. не знам дали Украина. Русија и Белорусија беа топ. Грузија. Хидеме со има едно време, ама не сум сигурен сега како се стојат со шахот. Добро? Бугарија беше едно време, и тоа јак мајстор и во Македонија играше. Да, бугарите имале добри шахисти од секогаш, факт Не е. знам сега дали се со... Па вајде да продолжуваат таа традиција, нели да му се не знам што да кажам. Ајде Бугарија. Бугарија. Валјде имат неки. Колку и на моменти нели да сме во конфликт со соседите, мора да признаеме дека имаат стварно добри шахисти и исто така е точен одговор, имаат еден свој представник на оваа листа. Точен одговор. Честитки за освоените 50 евра. Благодариме. Благодарим. Малку консултација. како? Одиме со Советски сојуз, Ерменија. Не бе, не, Советски сојуз. Мислиш Ерменија? Ерменија, Грузија. Машки, женски или само машки? Шахисти, ако што да мачки само. Само машки. Велика Британија. Обиденето кралство. Па јас ти спомнах, да имаме малку. Мора од некој од големите да има. Барам првите 100 поли. Кина. Јапонија нема. Кина. Кој ви се во игра? Кина. Кој ќе ги играат? Кина, Кина ни е прво. Добре. Кина, точен одговор. Ерменија. Ерменија. Неро Јапонија нема. Не знам. Ерменија има и видете внимателни се едното од овие што ги мислевте. Грузија нема. Обединето кралство мора да има некој памет. Мора да има првите 100. Мора да има некој. Не, чекај. Зашо не? Чекам. А што мислите, која е со најмногу шахисти на оваа листа држава? Русија беше убедливо најдобра, сега... Која е најдобра? Ери Америка нема. Соединени Американски држави. Толкова држава, први 100 да нема.
Сад. САД. Соединетите Сад за вода. Американски држави. На ова листа има 12 шахисти и се убедливо држава која што има најмногу представници на ова листа. И 100 евра се ваши. Што време за понатаму сега? Повторно размислете убаво. Да размислам. Отидем од Франција. 50 евра не се ништо пари, ама 100 евра век. Отидем од Франција, отидем од Шпанија. Германија. Чекам малку се. Германците ептен да нема на парите 100, неверно. Мислам дека е Естонија. Естонија. Сега треба да се додадено на погодување. А во оваму тој Советскиот сојуз има многу. Азербејџан. Азербејџан. Да. А Јапонија? Не знам за Јапонија, не сум сигурен. Да ризикуваме или Да ризикуваме со... Обидето кралство го кажат? Не. Да ризикуваме со кој држава? Обединето кралство се води како Обединето кралство или се водат како Англија, Мислам, Шкотска, заедно како за фудбал? Како зоват како Англија се водат на да. Значи, во секој на спорт фиде. секако. Аха, во значи посебно се значи како Шкотска е посебна, Англија е Да. посебна, Велс е посебна. Порано пратев шах, сега да ти кажам право да ти ги кажам. Порано имаш, јас се сеќавам на нашиве телевизии, па искажа со шаховска, да, со да, шаховска, со магнечињата да. покажа, кажува, сега ништо, да, немаме. Не знам ни дали има нека Кога беше светско првенство во шах, секоја партија ја дава на... Да, ја дава на вако, со ја анализа, објаснува со анализа, да. Сега, брат, Покојниот добро, исто. факт е дека Исторничевски. имаме тенденција на отупување и оглупување со годините, ама тоа е тоа. Океј, што правиме? Има Англија, Германија. Не? Доста. Ајде, доста. Викате доста? Да, не сме сигурни. Честитки за освените 100 евра, ми се свигаше, на крајот добро почнавте да размислувате, кој ги рековте Англија и Германија ќе беа два точни одговори, кој и Франција ќе беше. Можевме 150 евра да ги фатиме, но од друга страна па Јапонија тука ли е? Не, Јапонија тука. Гледаш малце, фали, да, еден кикс да речеш, ај чекај, ствари, ај ова ќе го кажам после другото и да ги изгубиме и овие 100 евра. До сега немате партија да се отидете без пари, што е самото по себе, нели, успех голем. Првата емисија 300 евра, потоа 100 евра и сега уште една 100 евра, што значи севкупно имаме 500 евра освоено во листа за 300. И на моје огромно задоволство, Грузија дали беше во Грузија не. Сега ќе ги прочитам, ќе ги видите. Еве ги 28 држави. Први се САД, потоа Индија, па одат Австрија, Азербејџан, Англија, Бугарија, Виетнам, Германија, Данска, Египет, Ерменија, Израел, Иран, Кина, Норвешка, Полска, Романија, Словенија, Србија, Узбекистан, Украина, Унгарија, Франција, Холандија, Хрватска, Чешка, Шведска и Шпанија. Тоа се оние 28 држави кои што ги имаат 100 најуспешни шахисти моментално. Не пратиме веќе. Со ова се гледаме и по наредното издание на листа за 300, а со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на нашиот квиз. Секако во продолжение остануваме со програмата на телевизија Сител. Уживаме и го чекаме следното издание на листа за 300. Никако не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. До следното гледање. Чао!